Надвор врне истура, а тоа значи само едно. Време е за бањање. А ова езеро е најчистото во цела Азија. Ѓорче репрезент. Одиме понатаму. Македонската YouTube сцена нема видено вакви влогови. Токму оваа земја е една од земјите што сум сонувал како дете да ги посетам. Земја со над 7600 магични острови. Добре дојдовте на магичните Филипини. Пред да започнеме со ова видео, ајде накратко да се запознаеме со оваа прекрасна земја. Република Филипини се наоѓа во југоисточна Азија и се состои од повеќе од 7600 острови. Има околу 115 милиони жители, а главен град е Манила. Официјалната валута е филипинскиот песос. Во текот на следниот месец ќе ги посетам Ел Нидо, Корон, Молбол, Ослоп, Боракај, Шаргао и Манила, истражувајќи ги најубавите места што ги нуди оваа земја. Мојата цел е за само неколку дена гледање да добиете информации кои мене ќе ми требаат еден месец да ги соберам. Кога еден ден ќе решите да дојдете овде, веќе ќе знаете што вреди да се посети, што да очекувате и како најдобро да го испланирате вашето патување. А сега да започнеме со видеото. Добро утро, дечки, моментално е колку са? 5:40. Моментално сме во Штутгарт и тргаме за Филипини. Од тука имаме 1 сат до Франкфурт и летот ни е во 10:30. Имаме до 6 сати и 10 минути до Абу Даби. Да, съм Шахани. После имаме директно трансфер во друг авион, имаме околу неколку сати по време пауза, а тоа е ништо. И директно во друг авион уште 10 сати до Манила. Само кај се возиме, гледате што се дешава. Видете ова. Тук че. Газ, ми викат 250 човек. Кој 250 човек? Го за 220 носи не. Quanto name of the reception? Pescadores. Then you? Sunset Asan ni Sunset kini? Dito na. Sunset Paradise? Paradise? Добро дојдовте на Етихад. Една од најинтересните работи за Филипините е нивната религија. Повеќе од 80% од населението се католици, што ја прави оваа земја најголемата католичка држава во Азија. Верата е важен дел од секојдневниот живот, ќе забележите цркви во речиси секој град, а неделните литургии се посетени од огромен број луѓе. Особено впечатлива е страсната недела пред Великден, кога низ целата земја се одржуваат големи религиозни процеси и традиции, кои привлекуваат посетители од целиот свет. Без разлика дали сте религиозни или не, лесно ќе забележите колку силно верата е вткаена во културата и животот на филипинците. Женски евент за баскет, ама многу има народ и стварно е позитивно, стварно е добро. Уживајте, дечки, ако давам кош, Дани ќе ја часта Макдоналдс. Ајде не, може? Од тука? Ништо од Макдоналдсот. Ништо од Макдоналдсот. Ста баскет дојдов на Макдоналдс. И кога се каже Макдоналдс, сите мислат дека сядат бургери. Ајде видите на релушка што е. Оресче и пилешко. Лудо. Добро дојдовте во Ел Нидо. Видете го само местово колку е прекрасно. Така сега чекаме да ни го донесат моторчето, ќе рентаме мотор. На овие острови најубаво се истражува со мотор. Тоа ви е најубавото преводно средство за све. Дека едноставно не се исплати цело време да плаќаш такси или трицикл или граб во големите градови.
Вака ќе си земеш моторче. Ова е само почеток. Следуваат уште многу влогови од Филипини, затоа преплатете се за да не пропуштите. Верувајте ми, најдоброто допрва доаѓа. Ова е само првиот влог од серијалот од Филипини. Ако стигнавте до тука, следува уште подобра авантура во наредните видеа, затоа останете со мене. Дечки, како што кажав, одиме на Хеликоптер Айленд, одиме на Секрет Бич, одиме на Хајден Бич и одиме на уште две плажи, да видим како се вика. Мантилок Шрајн и Талисеј Бич. Така што вајбот некако ми е поголем и некако ми е убаво додека врне, бидејќи водата на морето е стварно преубава и видовте кадри какви има. И уживајте со нас. Се надам ќе биде интересно и ќе гледате добар македонски контент на Филипините. Кога стигнавме на Хеликоптер Айленд, имаше само два брода, сега се наполни. Има моментално доста луѓе, доста се бањаат, но не го уништува искрено вајбот. Да знаете, турава чини околу 25 евра чинамо човек. Имате посета на 4 плажи, 4 дестинации. Приватна тура ви е околу 150 евра. Значи сами да бидете, само вие на брод. Но мислам дека не е тоа вајбот, мислам дека подобро со повеќе народ. Ова е нестварно. Не знам дали можам да го точерам на камерава, но ова е стварно лудо. За еден пролаз треба да изгњуриме, еден по еден треба да се наредиме и да влеземе и да видиме како е. Според влоговите ја што сум ги гледал, ова е преубаво, значи ќе ви видите. На дупче треба само да поминеме и ќе видите. Ајде се мина да истражиме Секрет Бич. Тајната плажа. Тајна плажа важи. Се слушаме на волку народ. Тајна плажа. Место во плача за кампинг. Ова е тој кадар што го гледавме на Survivor. Тони зен што ни проводи чувства за да истражуваме вакви нешта. Тоа е тоа. Дечки. Погледот е лудило. Доколку сакате да посетите оваа земја, најповолни авионски карти за оние што живеат во Германија најчесто има од Франкфурт со Etihad Airways и Air China. Ако сте флексибилни со датумите, можете да најдете повратни карти до Манила по цени од 600 до 900 евра. За сите оние што патуваат од Скопје, најчесто најдобрите опции се Turkish Airlines и Air China,
каде што повратните карти обично се движат од 800 до 1000 евра. Да знаете, кога ќе дојдете во Елнидо имате да платите тоа што е туристичка такса и оваа ви важи 5 дена. Чини 450, тоа ти е околу 5 евра. Сега ќе покажам како изгледа. Валкава школка во живот немам видена. Ова тежи колку цела килажа за куфер, што ми е дозволено, 7 кила. Респект, леле, ова е магично, луѓе. Но не е реално. Дечки, добродојавте во познатото Коко Мама во Боракај. Ајде да направим еден тест тест. Сега ќе гледате кадри да видите како ни го прават и уживајте. Не сте спремни за ова изгресенце. Гледате само прекрасните Филипини што имаат во Петраца Бајле. Не може да се дочера на камера ова што гледам се свилиш. Одиме да видиме авантурава дали вреди или не вреди, ама мислам дека ова е магично едноставно. За да ви доловам каков е островот Чиаргао, најлесно може да кажам за да се разбере буквално како Бали пред 20 на години. Таков е вајбот, такви се луѓето, таква е услужливоста, не е преоптоварено со бекпекери, помирно место е. Многу љуба да весла, да цица весла љуба ја. Гледате што е директор. Види, жената весла, а ти уживаш, Кај го има ово? Дечки, летав до сега дрон, сега одиме пола сат со кајак да истражуваме Твин Лагун и ќе гледате кадри. Чао! Доаѓа време кај што си викаш да бираш дали сакаш да идеш на одмор на Филипини или сакаш да идеш на Малдиви. И тоа, дечки, од мене можам да кажам само верувајте во себе, работете, бидете вредни, верувајте во Господ и све што сакате може да ви се исполни.
Дечки, тоа беше тоа од авантурата од зиплайнот, ја искршев носот. Така што дечки од тука завршува влогот. Видите Дани. Вака ќе заврши влогот, да знаете. И се гледаме дечки во наредно видео, ние полека одиме за Корон. Чао, чао.